Време е за темата на денот и за останатите содржини кои што се предвидени за во блокот по 8 во Добро утро Македонија. Токму така добро дојдовте назад. Колку е важна заштитата на очите во лето, кои се најчестите проблеми, како до правилна нега, утрово со нас во студиото доктор Маја Иванова Цеков, специјалист, офталмолог, хирург. Добро утро и добро ден дојдовте. Нашата прва гостинка за утрово, добро ве дојдовте. Колку летниот период влијае врз здравјето на очите и како влијае практично? Што се може да ни направи како проблем? Летото е период во кој што не би сакаме да уживаме, меѓутоа за жал постојат одредени фактори кои што влијаат негативно врз здравјето на очите. Тука би ја спомнала базенската вода, односно изложеноста на хлор, па и одредени бактериски конјуктивити кои што ни доаѓаат од капањето во базени, морската солена вода, топлите температури, ветер и секако да го споменеме и УВ зрачењето. Сега за среќа би рекла дека сите овие проблеми со очите воглавно се минорни и се решаваат со неколку дневен третман со капки и не оставаат некои трајни последици по очите. Така, еве сега актуелна е, ова морам да ве потпрашам, ситуацијата со водата во одредени водоводни системи, не само во Горсивар, туку и во остатокот од Македонија. Може ли да настанат посериозни проблеми во ваков случај со загадена вода, значи со технички неисправна вода? Така, може, воглавно може, меѓутоа она што ние најчесто се соочуваме се тие хламидиски конјуктивити кои што се поврзани со недоволно одржување на хигиена на базените. Так. И тоа е една форма практично на сериозни конјуктивити кои што може да остават сериозни последици на очите. Други кои што вака често ги гледаме поврзани со капање во базенската вода, тоа се практично иритации или како токсични конјуктивити кои што настануваат од хемиските материи со кои што се чистат базените, хлорот и слично. И воглавно се, да речам, минорни и не предизвикуваат некакви оштетувања по очите. Кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните во овој период од годината и всушност пациентите кои што доаѓаат во летните месеци, на што најмногу се жалат? Најчесто се овие конјуктивити, без разлика за која форма станува збор, најчесто се жалат на печење, чувство на иритација, црвенило на очите, чувство на страно тело и слично. И воглавно се работи за некоја форма на конјуктивитис, без разлика дали е алергички конјуктивитис. Тука најчесто имаме чешење на очите, црвенило и солзење. Може да биде на најразлични алергени. Понатака бактериските конјуктивити кои што ги споменав обично од базенската вода, они идат со многу поизразени симптоми, со исцедок од очите, со изразено црвенило, печење, онака се баш нелагодни и бараат обично антибиотски третман. Понатака суво око морам да го споменам, особено кај пациентите кои што претходно имале симптоми на суво око, тоа се пациенти кои што имаат, ревматски заболувања, заболувања на тиридна жлезда и слично. И сувото око воглавно се потенцира во летниот период највеќе заради топлите температури, меѓутоа и изложеноста на клими. Нонстоп сме изложени на клими и во автомобил и на работа и секаде, и тоа дополнително ги суши очите и ова е исто еден проблем со кој што често се соочуваме. Кои се оние симптоми кои веќе го вклучуваат црвениот аларм практично кога веќе е време, се разбира, да се посети доктор? Воглавно секогаш треба да посетите доктор, нели, за било какви симптоми, да не лекуваме на своја рака. Меѓутоа, она што е црвен аларм е губење на видот, односно нагло намалување на видот, не знаете од која причина. Доколку симптомите се насочени само на едно око, тогаш значи дека вообичаено не се работи за некој конјуктивит кој што е лесен, значи ако постои болка на едно око, црвенило на едно око или слично, тогаш веројатно не се работи за конјуктивити и се треба да побарате мислење. Друго на што треба да обрнуваат пациентите внимание се симптоми кои што воглавно може им изгледаат чудни на почеток, тоа се оние мушички светкавици, односно како многубројни црни точки во видното поле и светкавици како молња. Тоа значи дека нешто се случува со ретината и тие треба често да биде во поголем интензитет или и да е па се повторуваат неколку пати во текот на денот и тоа е веќе аларм дека треба да се јавите итно на офталмолог. Така и сега во летниот период секогаш актуелна тема се очилата за заштита од УВ зраците. Кои грешки најчесто ги правиме и како да сме сигурни дека очилата кои што ги имаме не штитат? Во буквална смисла на зборот или често? Честата грешка што ја правиме е што носиме очила кои што практично немаат УВ заштита. Мислам, не сите црни наочари имаат УВ заштита, воглавно немаат.
Тоа што треба да внимаваме е да ги купуваме значи од соодветна оптика каде што има ознака UV заштита и по можност тоа да биде 100% на UV 400 заштита која што има практично UVA и UVB заштита и штити од UV зрачењата. Колку воспротивно им штетиме на очите доколку немаме правилна заштита за на сонце? Поприлично многу, со тоа што за разлика од сите овие акутни состојби кои што ги споменав претходно, нели, кои што се јавуваат како иритации, црвенило, конјуктивити и слично, изложеното на UV зрачење практично не се гледа веднаш, како и секое друго зрачење има кумулативен ефект, односно колку подолги години сте незаштитени од UV зрачење, толку е поверојатно дека не знам после 45-та година ќе добиете катаракта, ќе добиете макуларна дегенерација и слично. Се соочуваме и со туморозни промени на капаците кои што некогаш можат да бидат малигни, а кои што практично се последица на тоа долгогодишно изложување на UV зрачење, значи без заштита. Заради тоа особено е важно добра UV заштита и јас секогаш препорачувам по можност носење на шешир или капа во овој летен период кој што ќе го покрие нели целото лице. И сега морам да прашам, со оглед на тоа дека не може сите да се дозволат нормално малку поскапи наочари за сонце. Дали е подобро да се носи или да не се носи кога веќе имате такви кои немаат соодветна заштита, односно? Па мислам подобро да не се носи ако веќе немаат соодветна заштита, али тоа што може да се направи секогаш да се избегнува да речеме оној период каде што UV зрачењето е најсилно во период да речеме од 11 до 4 часот. Мислам тоа воопшто нели не чини пари. Меѓутоа може било кој да го направи или и да сме изложени нели ако сме надвор да бидеме под сенка и да не бидеме значи на директно влијание на тоа зрачење. За луѓето кои што носат контактни леки, колку е важна нивната заштита во лето и дали важат истите чекори или треба да прават нешто дополнително? Луѓето кои што носат контактни леки се уште поизложени на сите овие фактори, од причина што контактната леќа стои директно на окото и помеѓу окото и контактната леќа постои еден мал простор кој што нели ние не го гледаме, меѓутоа тој простор често може да биде населен со микроорганизми, односно доколку се капете со контактни леки, без разлика дали е тоа море, особено базен, може да настанат многу тешки конјуктивитиси кои што практично го оштетуваат окото, значи особено рожницата. Наша препорака за луѓето кои што користат контактни леки во летниот период е да не се капат со леки, доколку е можно, да користат дневни леки, односно секој тоа се 30 дневни практично леки, ги ставате наутро, ги фрлате навечер, утре земате нови. Што почесто користење на вештачки солзи, обавезно кога ќе искочите од базен или од море, миење со чиста вода, особено очите да се исплакнат убаво со вода и при било какви симптоми, особено пациентите што носат контактни леки да се јават веднаш на офталмолог. А што е со децата? Дали кај нив треба некоја посебна дополнителна некоја активност нормално при заштита на очи? Да, децата се уште посензитивни на сите овие фактори. Нивните очи се многу нежни, се многу сензитивни на се. Би рекла дека треба да носат и они наочари со UV заштита, меѓутоа нели доколку се тоа мали деца, можеби нема да ги носат очилата, меѓутоа може да носат некоја капа или шеширче која што ќе ги заштитува и пак ќе кажам по можност да се избегнува оној период од денот каде што тоа UV зрачење е многу поизразено, тој период од 11 нели до 4 часот и доколку значи пројават било какви симптоми да се измие окото со физиолошки, е една препорака да имате на одмор физиолошки раствор вештачки солзи со кој што може да го измиете окото. И секако да се внимава на хигиена на раце кај децата, пошто они си играат во песок па се фаќаат за очите, значи тоа се некои такви мали работи со кои што можете да му помогнете на детето да избегне конјуктивитис. Доктор Маја, со кои 3 клучни совети за заштита на очите ќе го заокружиме разговорот? За сите практично, без разлика дали деца, оние кои што носат контактни леки или не, како добро да го зачуваме видот. Да, првично носете наочари со UV заштита или нели доколку рековме, доколку не е можно, избегнувајте го тој период каде што UV зрачењето е доста изразено. Второ, на било какви алармантни симптоми, побарајте мислење од офталмолог и еве трето, имајте вештачки солзи на одмор за испирање на очите за секој случај. Доктор Маја, ви благодариме на разговорот утрово во студиото и посакуваме убав летен одмор и вам, се разбира и на гледачите и се разбира заштитете ги очите благодариме најправилно за што може.